Здраво на сите. Ви благодарам што сте денеска тука. Само да потврдам дали ја гледате презентацијата. Би требало сите да можат да ја гледаат презентацијата. Добро, ви благодарам. Ова ќе биде една интерактивна презентација, каде што се надевам дека ќе успееме да го одговориме прашањето, всушност она е за што сте тука, а тоа е дали ова е можеби соодветна кариера која сакате, во која сакате да се насочите. Според мене човечки ресурси е една од најинтересните професии, зашто бидејќи директно влијае на успехот на една компанија, бидејќи ако целта на компанијата е да остварува приходи, да биде успешна, тоа го прави преку работата која што ја вршат човечките ресурси, односно луѓето кои работат во таа компанија, а менаџерот на човечки ресурси пак е личноста директно одговорна за односите помеѓу луѓето, за тоа да се чувствуваат задоволни, да се чувствуваат мотивирани, да се чувствуваат исполнети, да се чувствуваат истренирани, да се чувствуваат способни, така што дефинитивно една од најзначајните, можеби најмокните позиции во една компанија е токму, според мене, менаџерот на човечки ресурси. Добро, да не должиме многу, да одиме на следниот слайд. Првата работа која што сакам да ве посоветувам кога бирате академија, многу е значајно да ги погледнете предавачите и да се запрашате што постигнале овие луѓе во човечки ресурси за да можат и мене да ми помогнат да ја остварам мојата цел. Зошто да учам од оваа личност? Што има таа личност направено за јас да можам или јас да сакам да учам од таа личност? Јас тука денеска ќе зборувам за мојот резултат и резултатот на моите колеги, бидејќи јас не сум единствена која што предавам на Академијата за човечки ресурси во Creative Hub. Имам уште други 8 колеги. Меѓутоа, заедно од 2017 година, кога го отворивме Creative Hub, и човечки ресурси беше третата академија што ја направивме. Првите беа дигитален маркетинг и графички дизајн. Од 2017 година до денес направивме едно истражување, сме успеале на 300 луѓе да им помогнеме да се преквалификуваат или да започнат кариера во човечки ресурси. Зошто викам да се преквалификуваат или да започнат? Бидејќи неретко се случува, па и денеска баш имав состанок со една млада личност, луѓе кои што веќе не бираат додат на факултет, туку сакаат да запишат на академија поради тоа што сметаат дека академиите ќе им дадат поупотребливи вештини и побрзо ќе ги стават на пазарот на труд. Да не ме разберете грешно. Јас доаѓам од фамилија на универзитетски професори, татко ми е декан на ЕСРА, мајка ми е професор на педагошки факултет. Јас апсолутно сум поборник дека е одлично и убаво секоја едукација, секој човек да заврши додипломски, ако има можност мастер, ако има можност и докторски студии. Меѓутоа, чисто во таа една паралела и она што го гледаме моментално како тренд е дека имаме многу млади кои што се обидуваат наместо да изберат факултет или викаат ќе изберам факултет подоцна кога ќе сватам што сакам во животот, прво ќе се запишам на академија. Затоа реков, има дел кои што се преквалификуваат, има дел кои што воопшто немале никаква кариера во животот, избрале човечки ресурси да биде кариера за нив. Во текот на презентацијата и ќе ви покажам и личност која што имала таков кариерен пат на Академијата за човечки ресурси. Така што според мене е многу значајно кога бирате академија, најпрво да видите дали овие луѓе постигнале некакви резултати и ако постигнале резултати, дали тие луѓе може да ми помогнат и мене јас да постигнам мојата цел и мојот резултат. Нескромно ќе кажам дека целта на 99% од луѓето е да дали да променат работа или да променат кариера, крајната цел е да се вработат, или пак има и такви кои што веќе работат, меѓутоа сакаат да се надоградат и да одат на едно повисоко ниво во областа на човечки ресурси. Има и такви кои што сакаат и да започнат со работа како рекрутери. Ќе зборуваме малце подетално и за тој дел.
Ова е еден пример за една девојка која што беше дел од програмата на забрзана програма и работа, односно третиот дел, лани се викаше само забрзана програма, Бојана. Бојана беше, како што можете да видите, работеше во МВР пред да се запише на Академија за човечки ресурси, значи тотално различен сектор од човечки ресурси. И преку Академијата успеа за еден период од 8 месеци да ја промени кариерата и сега веќе работи, еве гледате, 9 месеци како full stack HR во Брансис. Меѓутоа да се навратам на делот на резултатите, бидејќи не е само јас да кажам ние сме успеале, јас треба да ви покажам. Значи тие резултати мора да бидат подкрепени со доказ. Така, ова е еден мејл кој што, односно на LinkedIn, кој што го добив од Моника. Моника ни беше студент на претходната група лани и би сакала да го прочитам за вас, за да разберете малце подетално што сакам да кажам. Здраво, Аријана, се надевам дека си во добро здравје и расположение. Би сакала да се исконсултирам со тебе и да те замолам за совет. Во една компанија презентирав проект за перформанс менеджмент како што учевме на Академијата. И сакам да им го работам проектот како надворешен соработник, бидејќи од наредна недела започвам со работа во холандска компанија. Сакав да те прашам како да постапам, колку надоместак на месечно ниво да побарам за проектот, бидејќи ова ми е прво искуство и до сега не сум работела на платени проекти како надворешен соработник. Би ти била благодарна за секој совет, убав и успешен ден. И така натаму, нели, следувам мојот одговор. Зошто ви ги покажав овие два? Бидејќи Моника беше студент на ЕУ програмата, Бојана беше на Академија плюс работа, меѓутоа резултатот е кога ќе им кажам на студентите, малце подоцна во презентацијата, бидејќи јас го предавам предметот перформанс менеджмент, имам и објаснето како изгледа целосниот предмет, за да можете да разберете, според мене еден од најзначајните процеси. И секогаш на студентите им викам, ова можете да им го имплементирате на компаниите како надворешен проект, бидејќи во Македонија имате милион компании, никој нема имплементиран перформанс менеджмент систем. Значи може ова да си го работите како буквално како консултантна страна. И што се случува? Моника по завршувањето на програмата за вработување, значи беше дел, имаме HRM програма, окей, се вработи во холандска компанија, меѓутоа кај другите компании кај што аплицира и им објаснува какви вештини има, и викаат, добро, ајде, може ли ти да ни имплементираш перформанс менеджмент систем? Значи, ова е реален пример на човек кој што завршил академија и не само што завршил, ова не е лично што има 20 години искуство или 5 или 10 или веќе работи како HR 5-6 години, па сега е HR директор, па тогаш ќе стане консултант. Не, ова е човек што пред 6 месеци запишал на академија без вештини, ги стекнал вештините и по 6 месеци не само што ќе започне да работи, може би на некоја почетна позиција, меѓутоа исто така има вештини за да работи како консултант. Значи од HR може да се заработува и како консултант, не мора се да биде само да се вработам како HR или да започнам како HR специјалист, ке зборуваме малце повеќе за тоа. Чисто сакам да ви кажам дека вештините кои што се стекнуваат, начин на кој што јас ги пренесувам, јас сакам студентите да можат, кога ќе завршат по мојот предмет, да можат да им работат на компаниите како консултанти. Јас не предавам еден предмет, предавам повеќе. Меѓутоа, еден од предметите и може би еден од најзначајните би рекла дека е перформанс менеджмент. Сега, имам едно изненадување. Чисто добив инспирација, бидејќи мислам дека еден курс не е доволен. И би сакала да ве поканам сите оние кои што сакате, плюс да добиете покана за уште еден курс кој што ќе го држам. Тој курс ќе се вика Поставување на твојата кариера за успех. Ова не е курс само насочен за човечки ресурси, мислам дека е за секоја една личност која што себе си се гледа како човек што сака да се реализира професионално, значи едноставно да се гледа себе си како личност на која што е значајно да има кариера. Во животот, знаете, ние имаме, сакаме да се реализираме емотивно или нели приватно, како мајки, сопруги, татковци и така натаму, нели? Меѓутоа, исто така сакаме да се реализираме и професионално, барем дел од нас. Мислам сите што сте тука дека сакате да се реализирате професионално, бидејќи ни е значајно да се чувствуваме дека нашиот живот има професионална смисла. Значајно ни е да кажеме дека имаме кариера.
значајно ни е да добиеме предизвик на нашето работно место. Затоа што ако се вратиме дома имаме за што да разговараме. Ни се случува нешто на работа, се чувствуваме важни, значајни, битни. Значи едноставно сакаме професионално да успееме и за сите оние кои што сакаат. Имам јас колешка која што е денеска тука и го следи чатот. За сите оние кои што сакаат да добијат покана за уште еден курс кој што ќе го реализираме, поставување на својата кариера за успех, напишете да во чат, така ќе знам дека сакате да бидете дел и ќе ви испратиме по завршувањето на овој курс, ќе ви испратиме покана и за вториот курс. Така што тоа беше едно мало изненадување кое што го имавме денес. Да продолжиме со презентацијата. Creative Hub се разликува од другите академии и тука ќе се надоврзаме на делот со факултетот повторно. Може би како мала критика. Ние се разликуваме затоа што имаме јасна слика каде сакаме да ги насочиме студентите. Што значи тоа? Тоа значи дека ајде ќе ви го пустам прашањето. Верувам дека можеби 90% од вас тука имаат дипломирано на факултет. Дали кога завршивте факултет, тој факултет имаше за вас визија каде ќе се вработите, каде ќе започнете со пракса, како ќе ви се одвива ваш животот по завршување на академијата. Нема потреба да се согласиме сите дека тоа не е така, бидејќи јас имам дипломирано на 2 факултети во Македонија. Едноставно кај нас на факултет се оди бидејќи тоа е нели нормално следствено во животот, после средно одиш на факултет бидејќи ништо не можеш да бидеш со средно, така што тоа не е јасно. Меѓутоа за жал факултетите немаат слика, јасна слика за тоа каде сакаат нивните студенти утре да бидат. Creative Hub има слика и затоа ги имаме и овие програми кои што ги нудиме. Односно, имате 3 програми. Едната е дали вие можеби веќе работите во човечки ресурси, не ви треба вработување, сакате само вештини. Тогаш земете си ја само академија. Верувам дека е најевтина или најкомпетитивна цена на пазарот во Македонија за квалитетот што го даваме во област на човечки ресурси. Со ова само академија исто така добивате курс за вработување и ги имате пристап до сите часови на академијата од првиот модул, кој што е Академија за човечки ресурси. Не добивате пристап на регрутација и не добивате пристап на модулот лидерство. Меѓутоа ова е идеално за некој што работи како на некоја почетна позиција во човечки ресурси и сака само да ги надогради вештините. Одиме број 2, EU сертифицирана. Ако сте личност која што во животот се гледа како некој што може би сака да се пресели да работи некаде во EU, за жал, многу поголем дел од луѓето во Македонија, јас гледам бидејќи ги гледам студентите кај нас, сакаат да земат диплома и да се преселат во некоја европска земја, нормално поради подобри услови, поголем стандард, подобро се платени и така натаму, нели секој има лични причини. Значи добивате EU диплома со EKTS кредити, ние сме единствени кои што всушност ја издаваме оваа диплома. Добивате плюс уште еден модул, модулот на регрутација, кој што се учи во 2 месеци. 2 месеци екстензивно учење на регрутација. Зошто? За тоа што ако сакате во животот да работите фриланс регрутер, вие не можете да работите фриланс регрутер со 10 часа курс регрутација. Вие мора да ги научите сите процеси in depth и затоа кај нас овој модул се учи 2 месеци или 2,5 месеци и е за студентите на EU сертифицирана програма кои што имаат желба, можеби паралелно или во иднина да работите како регрутери. Сега, бидејќи викаме фриланс, тогаш рековме, окей, чим сега ги учиме како да бидат фриланс регрутери, тогаш редно е и да ставиме плюс уште еден курс тука, курсот за работа фриланс. Значи, за студентите не е сертифицирана, добиваат EKTS, диплома со EKTS кредити, модул регрутација и добиваат курс за фриланс покрај се она што го добиваат од само академија, односно класичната програма и курсот за вработување. И тогаш рековме, окей, добро, сето ова е супер, ама што правиме со оние што сакаат да бидат level up? Со оние кои што викаат, ама не, јас сакам да бидам баш advanced level HR. Тогаш мора да направиме нова програма. Таа нова програма да додадеме плюс уште 50 менторски часа и да ја кажеме забрзана програма.
која што е така се вика, нели, каде што студентите ќе работат на вистина во детали процеси, како баланс scorecard, стратешки HR процеси. Не зборуваме за класични, зборуваме за стратешки. Значи, за личности кои што сакаат да бидат HR директори, за личности кои што сакаат да бидат HR менаџери, за личности кои што сакаат да бидат HR бизнес партнер. Стратешки процеси, процесот на лидерство, креирање, презентирање лидерски обуки. Значи, сето тоа се работи на оваа забрзана програма. И рековме, окей, ако крајната цел е вработување, тогаш редно е ние, ако толку веруваме во нашиот продукт, да ставиме и дел вработување. Значи, за студентите на програмата, на забрзана програма, плюс работа, значи имаме еден рекрутер кој што е буквално фокусиран само на овие студенти да им најде работа. Доколку не ви најде работа, ние ви рефундираме дел од средствата, кој што е, нели, на некој начин recruitment fee, кој што истите и вие би ги земале кога би работеле рекрутација, ви ги рефундираме бидејќи нашиот рекрутер не успел да ви ја постигне целта за периодот од 3 месеци, колку што трае тој период на барање на работа. Според мене, тоа е јасна слика каде сакаме да ги насочиме студентите. Од тоа што сакаме да ви дадеме опции, бидејќи немаат сите исти мотивации, некој се запишува на академија, како што кажав, само за вештини, некој за тоа што сака да работи плюс и фриленс, некој за тоа што сака да биде level up. Океј, значи имаме јасна слика што сакате и според тоа сме направила понуда на академија која што одговара на вашите барања. Јасен пат за тоа што треба да знаеш за да бидеш рекрутер или специјалист за човечки ресурси. Значи имаме тука две кариерни можности. И рекрутер и кариерен, односно извинете, и специјалист за човечки ресурси. И 3 програми. Значи Creative Hub е единствен кој што има 3 програми и мислам дека ова е правилен начин. Програмите кои што ги креиравме за прв пат лани, мислам дека е правилен начин, бидејќи јасно можеме да видиме дистинкција на студентите. При тоа, сакам да бидам искрена, не значи дека студентите што се на само академија не се покажале успешни или не е сертифицирана дека не се покажале успешни. Успехот зависи од самите вас. Програмата која што ќе изберете, колку време ќе посветите во учење, тоа зависи од самите вас. Меѓутоа, ние сакаме да дадеме можност за желбите на учење или желбите на кариера да можеме да ги покриеме сите. Успехот не значи дека ако сте на само академија нема да најдете работа или значи дека ако сте на забрзана програма ќе станете утре директор на човечки ресурси. Тоа не е ветување кое што јас сакам да го дадам. Она што јас сакам да го дадам како ветување е дека имаме квалитетна програма да одговори на секоја од овие 3 понуди. Сега тука всушност сакам и да ви објаснам програмата, бидејќи многу е значено и верувам дека ќе ви помогне и кога ќе барате академија за човечки ресурси. Гледате, првиот дел или човечки ресурси се сите процеси кои што еден HR треба да ги знае за да работи во секторот на човечки ресурси. Правни аспекти. При тоа од вас не се бара да бидете правници. Не се согласувам воопшто со тезата дека за некој да биде HR треба да има завршено правен факултет или треба да има завршена психологија. Апсолутно нема никаква врска. Не се бара од HR-от да биде правник. Секоја компанија кога сака да прави договори ќе си земе адвокат да им ги направи, никој нема да му даде на HR-от да прави. Меѓутоа HR-от треба да ги познава основите на вработување, како се вработува, како изгледа договорот, како се потпишуваат договори, значи да знае некои основи кои што се учат на овој предмет правни аспекти на човечки ресурси. Финансиски аспекти на човечки ресурси. Повторно, никој не бара од HR-от да биде сметководител. HR-от не е тој што пресметува плати. HR-от е тој што треба да има визија, да предложи начини на бонуси, на бонитети, на мотивација, да го поврзе делот на мотивација, на обука, на перформанс на вработените со финансиските показатели. И тоа е тоа што се учи на академијата. Процесот на перформанс менеджмент, кој што и на крајот на оваа презентација ќе ви објаснам, да видите практично како тоа би изгледало, е процесот каде што започнува најпрво со еден job description, значи ние мора прво на луѓето да им дадеме опис на нивното работно место, при тоа опис на работно место не е она што гледате на вработување.com или на кариера. Значи тоа е понуда за работно место. Опис на работно место
е детален, еден детален текст каде што е опишано работно време почнува во 8, кога ќе дојдеш на работа, тоа и тоа се задачите, во толку и толку часот има состанок, секој 15 месецот има таков и таков состанок, извештај се праќа во петок и така натаму, значи еден детален опис од сето она што ние го очекуваме од таа работна позиција. Според тој опис ќе извадиме 3 или 5 најзначајни показатели. Како јас ќе те оценам дали ти си ја извршил правилно задачата, дали ти си го разбрал описот на работно место и перформираш според она што е покажано тука. Значи тоа се тие 3 до 5 финансиски показатели, перформанс показатели кои што според кои јас тебе ќе те оценам. И ќе можам да ти кажам, твојот перформанс е добар, твојот перформанс е многу добар, твојот перформанс е одличен, твојот перформанс може би е лош, твојот перформанс може и му треба подобрување. Ако замислете или тргнете од самите вас, дали работите на работно место каде што некој ви дава фидбек за сработеното, вика вие сте одличен, вие минатиот месец бевте добар, тука можете да се подобрите. За континуирано да знаете каде сте, или работите на работно место, бидејќи работите истото нешто во задните, 3-4 години, едноставно ви станува монотоно и бидејќи едноставно не знаете дали тоа што го правите добро, лошо, дали има некаква врска, дали сум добар или не сум добар. Ако работите во компанија што има добар, односно што има имплементирано одличен перформанс менеджмент систем, тогаш вие воопшто нема се прашувате дали јас она што го работам е добро или е одлично, што ми треба плюс за да се подобрам, како можам да се подобрам, ако се подобрам, што ќе биде со мене? Можам ли да одам на наредна позиција? Која е наредната позиција? Дали треба можеби плюс обуки да земам? Дали во компанијата имаат плюс обуки за мене? Нема воопшто да си го поставите тоа, бидејќи вие ќе знаете во секој момент што се очекува од вас, докаде сте со вашите KPIs и доколку ги исполните, што ќе следува, доколку не ги исполните, што следува. Одиме па натаму, процесот на employee engagement. Значи, HR-от има една благородна улога, можеби најубавата улога, да го креира. Значи, буквално јас го замислам како еден филм. Да ги креира искуствата на вработените. Замислете колку е тоа идеално. Значи, јас ако не бев предприемач, сигурно ќе бев HR, или маркетинг директор, едно од тие двете во компанија. Колку е тоа убаво да го креираш искуството на вработените, да им биде интересно, да направиме да им биде интересно. Како се креира еден пример за искуство без да се потребни многу средства? Па замислувате, влегувате на работа и ве чека порака. Добре дојде, фала ти што дојде денес на работа. Ние многу сме стрекни, ние ти благодариме што ти денес си тука и си дел од нашиот тим. Па после тоа од креирање на team building сесии, можеби од воведување, нешто што го введавме во Creative Hub со мојот тим, секоја сабајле го поместивме работното време наместо од 9 од 10 и во 8 сите бевме заедно на вежбање. Зошто? Затоа што да се вежба од сабајле е одлично. И тоа нормално беше покриено од нашата компанија, за нашите колеги. И тоа толку го поврза тимот, значи ние не мора само да пиеме заедно у петок, па за да се поврзаме, нели? Може и да вежбаме заедно од сабајле и да се поврзаме. И нели да биде исто така убаво. Така што сите тие искуства за вработените да се креираат, тоа е толку еден интересен и благороден процес, да доаѓаш на работа и единствената работа ти биде покрај нели другите, да му го креираш искуството на твоите колеги. Кога зборуваме за креирање на искуство, неминовен дел е обука и развој. Значи, обуката и развој е директно поврзана со перформансот. Замислете да имате луѓе кои што сакаат да перформираат, сакаат да одат на наредно ниво. Океј, тие се добри перформери, меѓутоа, за да станеш менаџер не е потребно, не можеш само да бидеш добар перформер. Сигурно имате приказни или луѓе што ги знаете што се одлични перформери, меѓутоа не може да се снајдат како менаџери. Фали делот за лидерство. Фали делот за обуки за лидерство, за поставување на тимот за успех, за коучинг, за комуникација со тимот. Сите тие вештини кои што треба еден да ги има покрај перформансот и кога ќе ги постигне двете, може да аплицира за наредна позиција. Тоа е делот на обука и развој на вработените, кој што во малце поголема мера се работи токму на делот за лидерство, ќе стигнеме до тој дел.
People Analytics. Дефинитивно за ние можеме да мислиме како HR дека се што правиме одлично, ама ако не направиме истражување и ако немаме податоци за нашите вработени, како ќе знаеме што се случува всушност во компанијата? Нели мора да имаме истражување, не може да се водиме според нашето мислење. Ова е еден нов предмет кој што го видовме од лани, доста интересен, се работи со всушност мерење на податоци, има показатели, го држи колешката Ана и верувам дека ќе ви биде доста интересен, бидејќи новитет. Онбординг. Онбордингот е еден од најзначајните процеси. Тоа е процесот каде што ги вработуваме моментот од кога сме го вработиле до првите 30 или 90 дена каде што му се нели периодот да видиме дали таа личност е за нашата компанија или не. Како ќе го прифатиме, како ќе се снајдели. Јас сум имала најразлични искуства со најразличен тип на луѓе. Сме вработиле и луѓе кои што биле сениори и се показало дека не може да се снајдат. Многу е интересно да се работи човечки ресурси, бидејќи со најразличен тип на луѓе ќе се снајдете, односно ќе се соочите и гледате дека самиот онбординг процес вас ќе ви покаже многу уште на почетокот дали таа личност има капацитет и дали било вистински избор кој сме го направиле или не. HR-от, ако ги мериме KPIs на самата HR позиција, знаете дека најголемиот проблем или најголемиот предизвик, ајде така да го кажеме, е да ги задржиме вработените. Како знаеш дека си успешен HR? Па ако никој од вработените не си дае отказ, ако сите останат и перформираат, ако почнат сите да си одат, тогаш HR нема да може глава да крене, затоа што дур ги вработиме новите, па дали ќе се снајдат, па дали ќе разбера што се случува и сето тоа. Значи, најголемиот предизвик е да ги задржиме. Ако никој не си даде отказ, тогаш ние сме успешни, затоа што тоа што го правиме, HR практиките во компанијата се одлични, бидејќи луѓето остануваат, луѓето се среќни, луѓето се задоволни. Многу е тешко процесот да вработите еден човек. Прво разберете, треба да пуштите оглас. После тоа треба да ќе добиете најверојатно 200 апликанти, секој тип на апликанти. Па треба сите тие да ги видите. Па треба тие да направите преселекција. Па првично интервју, па втора селекција, па второ интервју, па испратите понуди за работа, па дали некој ќе ја прифати, па дали некој ќе побара повеќе пари, па трето интервју, па после тоа да подпишете договор, па онбординг. Ние тука сме изгубиле 2,5-3 месеци само во наоѓање и вработување на нови луѓе. А сме можеле да промениме практики и да ги задржиме старите. Затоа онбордингот е многу важен процес. HR стратегија, без стратегија, значи замислете, сите овие процеси ви се потребни. Од почетокот, од правни аспекти, до онбординг, до перформанс менеджмент, финансски аспекти, employee engagement, тренинг, значи сите овие вие треба да ги поврзате. Кога го креирате тоа искуство на вработените, кој што аз го кажам, вие не можете да креирате еден процес. Вие морате сите да ги ставите, морате да имате стратегија. HR стратегијата мора да биде поврзана со стратегијата на компанијата. Ова е финалниот проект. Имате компанија, имате задачи, компанија што треба да расте, окей, направете ми план како сето тоа ќе го имплементираме. Многу интересен предмет и доста практичен и на некој начин покажува дали луѓето ја разбрале академијата. Ако можат да креираат стратегија, тогаш може да работите како консултанти, тогаш ја разбрале академијата. Ако не ја разбрале, тогаш најверојатно треба уште еднаш да ја слушаат академијата, гратис, плюс од нас, само да научат како треба правилно да изгледа една HR стратегија, бидејќи е најважниот аспект. Ако вас ве вработат во една компанија, од вас очекуваат вие to run the show. Значи, вие тука се да поставите. Се што треба да се постави да биде поставено. Ако вие тоа не го знаете, или ако ви недостига некој процес, тогаш не сте, најверојатно после некое време ќе ве променат со некој друг или ќе ве заменат. Затоа од HR-от се очекува на вистина да ги знае сите процеси и да биде 100% спремен за имплементација на истите, а тоа е големата слика, визијата, HR стратегијата. И нов предмет HR бизнес партнер, зошто? Бидејќи
пред да станеш HR директор, особено ако работиш во корпорации, зборуваме за големи компании, да речеме како банки во Македонија или телекомуникацијски, сите имаат една мид позиција која што е HR бизнес партнер. Убаво е да се разбере што е оваа позиција, кои се задачите за утре кога би биле кога би стигнале во некоја компанија, нели да не се прашувате што е ова сега, како и така натаму, затоа ја додадавме како една нова позиција HR бизнес партнер. И всушност ја држи HR бизнес партнер од Ајден Македонија. Тоа е првиот дел. Значи се ова се учи на сите програми, меѓутоа на само академија се изучува само овој дел. Одиме вториот дел или регрутација. Видете ги процесите: истражување на пазар, процес на сорсинг, процес на candidate screening или селекција на кандидати, headhunting, interviewing, making job offers and closing candidates, IT process recruitment и C-level recruitment. Овој процес на регрутација, кој што се изучува во 2 месеци, целта му е на вистина во детали да ве спреми за во иднина или да аплицирате како регрутер, или ако сакате да работите фриленс регрутер, тоа да можете да го правите, бидејќи знаете како. Ако ги немате во детали сите овие знаења, нема да можете да знаете како како се вика да регрутирате. Зошто? Бидејќи ви фалат деловите, ви фали делот на approach, ви фали делот на closing, ви фали делот на job offer, ви фали делот на headhunting, ви фали делот на интервјуирање. Вие сето тоа треба да го правите. Дали се заработуваат многу пари од регрутација? Апсолутно да, тоа на сите ни е јасно, особено ако регрутирате во IT компании. Можете да земете пола од платата на личноста која што ќе ја најдете, меѓутоа за вие тоа да го постигнете треба да имате одлични вештини, треба да го знаете процесот онака баш во детали, и затоа го ставивме како посебен предмет, а не како што ни беше до сега, тоа до лани. Веќе имаме една група која што помина на овој процес. Значи, како што ни беше само, да речеме, еден генерален процес на регрутација. Не, навистина сакаме да научите in-depth, и затоа, и ова е уште еден елемент кој што верувам дека прави Creative Hub поразлично од другите, бидејќи тука навистина се учи во детали, не е само процес генерален заедно со другите. Последниот модул или модулот на лидерски вештини, тука сите предмети ги предавам јас, и се изучуваат на забрзаната програма, процес на коучинг или комуникација на значајното нешто. Ако некој сака да биде менаџер, ви кажав, не е доволно само да биде добро да перформира, треба да знае да комуницира, треба да знае да сослуша, треба да знае да даде фидбек. Најпроста ситуација. Да речеме, вие сте менаџер на човечки ресурси и ви доаѓа кај вас вработен кој што се жали на неговиот менаџер. И се зошто се жали? Се жали за тоа што он отишол и рекол: шефе, ја не знам да ја направам презентацијата, може ли да ми помогнеш? И овој го избркал или му рекол: ти глуп ли си, вака така, нели знаеме како може да реагира човек во состојба на афект. И сега HR менаџерот што треба да направи? Не може да му се јави да му рече: како си можел на овој да му соберете со глуп ли си? Така, туку ќе го викне и ќе се обиде да го научи и да му објасни дека следниот пат кога ќе имаш вработен или некој кој што, да речеме, можеби му е потребно повеќе време за да разбере нешто, а ти си in the middle of doing something, нели, ти си зафатен со нешто, па не можеш да му помогнеш со презентацијата, убаво би било да му кажеш: јас сакам да ти помогнам, сакам да те сослушам, меѓутоа јас во моментов сум многу зафатен. Дали постои можност, бидејќи сакам да ти го дам целосното мое внимание, да дојдеш за 20 минути од сега. Тогаш ќе ти го дам целосното внимание, ќе те сослушам и ќе ти помогнам ти самиот да ја направиш презентацијата. Значи, видите, не он да му ја направи, ти самиот да ја направиш. Океј, ќе се врати вработење за 20 минути, вие ќе го исклучите сето тоа што го правите и ќе се фокусирате на него. Ајде да видиме каде е проблемот, каде ти е предизвикот. Океј, таму и таму ми е предизвикот. Како мислиш ти дека треба да се реши овој предизвик? Ако тој човек чувствува дека има предизвик, сигурно има некое мислење. Океј, така мислам, добро. Ако така го решиме, што ќе добиеме од тоа? Значи, вашиот вработен сака само да му посветите време.
Тоа е тоа што ние сакаме да го научиме на процесот на коучинг. Да ги научиме нашите идни менаџери како да комуницираат, како во тие 10 минути што ќе му ги посветат, не да му ја направат задачата, туку да му помогнат самиот да верува во себе и да размисли како може самиот да ја реши задачата. Потоа имаме процес на развој на жени лидери во компанијата. Тука, оние кои што записани на оваа програма самите прават презентации, самите вежбаат, самите презентираат, значи целта е да се обучите, самите да можете да ги држите презентациите. Процесот на employer branding или според мене можеби моментално најактуелен процес како маркетиншкиот процес на адвертайзинг, на среќата на нашите вработени. Меѓутоа, пред да стигнете до делот да ја рекламирате среќата на вашите вработени, треба да се осигурате дека сте навистина срекни, затоа што најдобар маркетинг е word of mouth, ама и најлош маркетинг е ако ние постираме на LinkedIn слика од нашите вработени и кажеме леле колку беа сите срекни бидејќи имавме таква и таква team building сесија и некој и другиот ден отвараме работна позиција и некој му селува на другар му бидејќи го видел на сликата и вика, бе, сакам да аплицирам во фирмава, кажи ми каква фирма е? И он кажа катастрофа, сакам да си одам од таму, врска нема, никаков процес нема, немој да аплицираш. Значи, џабе вие сте постирале сликата, нема да привлечете талент, бидејќи целта на employer branding стратегијата е да привлечат таленти, значи не вработени, не било кои таленти, значи high performing people, бидејќи едноставно само сте постирале нешто, меѓутоа во реалноста вие ги немате процесите. Employer discipline процес, значи процес на дисциплина, што се случува со вработените кои што се лоши перформери, како се снаоѓаме со нив, како работиме со нив, како кои се чакорите, имаме ли план за тоа? Поставување на тимот за успех, развој на лидери, тука исто така се прават презентации, и HR Balance Scorecard, малце подоцна го имам и тој да ви го покажам, баш директно како се учи на самата HR Академија. HR Balance Scorecard се метриките според кои еден HR директор може да го измери успехот на неговиот оддел и според кој, доколку работите во некоја корпорација, HR не е позиција каде што не можете да добиете бонус. Напротив, HR е позиција каде што може да добиете бонус ако ги исполните вашите KPIs, а тие KPIs се токму оние кои што ги има самата Balance Scorecard. Иначе, KPIs се метрики, извинете, доколку можеби некој не разбира. KPIs се метрики, значи, според што можеме ние да го измериме, дали HR одделот ги постигнал резултатите или не. Тоа е Balance Scorecard-ата, значи мерење на резултати на HR одделот. Дали можам да работам фриленс со Академија човечки ресурси? Денес кога отворив Upwork, ме интересираше дали има луѓе од Македонија што работат рекрутмент и колку заработуваат, и овие ги најдов, првите кои што беа, сигурно имам многу повеќе, меѓутоа ова беше само еден скриншот, истото можете вие да го направите, ова е директно јас само Google, Upwork, Recruiters in Macedоnia, и ја видите, значи колку се заработувам, $20 на час, од овој што е горе заработил $100,000. Другата девојка $30,000 и имаме доле некој кој што заработил $80,000. Дали можете да работите? Можете ако имате вештини. Ако немате вештини, нормално дека не можете. Меѓутоа, затоа се изучува регрутација во детали, затоа што сакаме да се стекнат тие вештини. После тоа, другиот дел останува на вас. Меѓутоа, дефинитивно, да. Сега, на Академијата, на програмата, на EU програмата и на забрзана програма е вклучено и бонус курс, значи како да станеш фриленс рекрутер, бонус курс, вештачка интелигенција, човечки ресурси, 2 пати годишно учество на HR проектна недела. Што значи овие? Значи овие се проектни недели кои што ги организираме за дружење. Неретко и се дружиме со студентите и каниме надворешни HR-и за да бидат дел, да споделат мислење, едноставно нетворкинг. Не знаете кој каде може да има отворена работна позиција. Ни се случило 2-3 пати предавачи од А1 или од Спаркаса да земат студенти од Creative Hub, бидејќи многу е полесно да работиш со некој што веќе си го обучил, него ли некој што не го знаеш. За овој барем имаш креирано слика во главата
окей, оваа личност најдобро цело време пишувала домашни, била најактивна на час, е еден од најдобри студенти, нормално е дека сакам да работам со него, сакал или не, бидејќи сум во некаков однос. Месечен извештај на твојот прогрес, имаме личност која што е само одговорна и таа личност, мојата колешка Симона, има и завршена HR академија во Creative Hub, само одговорна за задоволството на студентите. Исто како што во една компанија HR-от е одговорен за задоволството на вработените, ние имаме личност одговорна за задоволството на студентите. Односно, доколку некој не се појавува на предавање, не пишува домашно, има проблем, што е проблемот? Да видиме дали ви е потребен повеќе, уште еден час, екстра час, можеби некој објаснување, значи сакаме на сите да им биде се јасно. Нема никаков проблем да додадеме плюс часови, да додадеме плюс предавања. Целта е навистина само луѓето да научат и да стекнат вештини. Симулации, технички интервјуа со гости, ментори, ова е дел од програмата за вработување, каде што на крајот имаме нели програма за вработување и сега дел од програмата покрај креирање на CV, покрај креирање на cover letter е и учење како да се одговори на прашања за интервју. И сега тука многу е интересно, бидејќи првата вежба е секогаш ајде представи се во 60 секунди. Верували или не, сите се представуваат во најлошо светло. Ако му кажам на некој представи се во 60 секунди, ретко кој ќе се представи во суперлатив, 90% од луѓето ќе се представат во најлошо светло. Зошто? Бидејќи никогаш предходно ние не сме размислиле што ќе кажеме ако треба да се представиме во 60 секунди. Исто како што и никогаш не сме размислиле како да одговориме на прашања за интервју. Првото прашање на интервју е кажи ми нешто за тебе. Еднакво на представи се во 60 секунди. Ако вие предходно пред интервјуто не сте ги смислиле прашањата, односно како ќе одговорите, не сте се спремиле, нема да бидете спремни на тоа интервју и можеби шансите ви се големи дека нема да ви изберат. Ако вие сте посветиле време да се спремите за тоа интервју, ако сте посветиле време да размислите како ќе одговорите, сте го напишале одговорите, сте пренокиле, утрената пак сте ги прочитале, се рекле не, можеби вака е подобро да одговорам. Не можете да ми кажете дека нема да бидете успешни или сигурно ќе бидете во топ 3-4 кандидати кои што се потенцијални за да бидат избрани. Зошто? Затоа што сте направиле вашата домашна задача, а тоа е да се спремите. Меѓутоа, бидејќи никој нас во животот тоа не научал, и па се враќаме на дел од факултетите, никој не нас спремил како да аплицираме, ни во средно, ни на факултет, никој не нас спремил како CV-то да си го напишеме. Бидејќи никој не нас спремил, затоа и ние одиме неспремни во животот. Меѓутоа, бидејќи ние сме академија, ние сме приватен центар, кој што сакаме на студентите да им го даваме најдоброто искуство и во 6 години имаме доволно знаење да знаеме што им треба за да ја добијат работата, бидејќи нашиот успех, како што ви покажав на почетокот, се мери преку резултатот на нашите студенти, тој резултат е вработување. Тогаш ние мораме да направиме се што можеме да им помогнеме за тие луѓе да кажат, знаеш што, овој центар мене ми го спреми животот, ме научи на вештини, не само на технички вештини, туку и на како да аплицирам, како да разговарам, како да се представам, како да успеам во животот. И тоа се вештини што секогаш ќе останат со вас. Независно дали ќе смените професија или не, еднаш што го научите, не може тоа да го изгубите. Тоа секогаш ќе остане со вас. Како ќе стегнеш реално искуство? Крај 5 реални проекти, значи на нашата веб страна може да ги прочитате 5 реални проекти на академијата, кои што сите студенти ги работат индивидуално и за кои што добиваат фидбек од предавачите. Имаме плюс уште 2 проекти, едниот е in-house проект со македонска компанија, каде што работите во тим со HR ментор, а другиот дел е крос хакатон, значи во група со други студенти од други академии при креирање на некоја алатка. До сега имаме неколку алатки креирано, браво колега, оцени се там, онбординг исто така алатка кои што беа креирани заедно студентите од фронтенд и од HR. И тоа се проекти кои што ќе се ги ставите во портфолио. На нашата веб страна, дури ако и можете да видите како треба и CV-то да ви изгледа, јас навистина сакам да го ставам таму за луѓето да сватат дека ние толку сме го научиле овој процес за HR,
што јас и CV-то ви кажам како да си го направите и да не се запишете на академија, ќе отворите нашата веб страна, добивате вредност. Гледате како треба да изгледа CV кое што ве носи до посакувана работна позиција. Како треба да изгледаат проекти, реални проекти за портфолио. Многу интересно, луѓето пред да се запишат на ЕСР академија мислат па јас што ќе ставам кога ќе завршам, само дека сум завршила академија. Како што ќе ставиш? Ќе ставиш проектите што си ги направил. Ќе ставиш процесите што си ги имплементирал. Ќе објасниш како си ги имплементирал. А сето тоа е работа. Тоа е исто како фронтенд девелопер што ќе искодира една страна, една лендинг страна, друга лендинг страна, трета лендинг страна. Истото е за HR. Ќе ги објасниш процесите, проектите. Оно што си го сработил, на некој начин ти овие 6 месеци не си учил само академија, ти си го валидирал твоето знаење преку работа. Тоа е тоа всушност што ќе го ставиш. Имаме 3 дипломи кои што ги даваме на академија. Обичен сертификат или Creative Hub сертификат, EU диплома со EKTS кредити, особено значена за луѓе кои што сакаат во Европа да живеат, и SHRM сертификат, кој што се издава на студентите од забрзана програма. Веќе 4 години го издаваме овој сертификат и мислам дека доста студентите ја избираат забрзана програма токму поради SHRM сертификатот. Академијата наша е акредитирана од SHRM и ние можеме да го издаваме овој сертификат или така наречен ресертификейшн сертификат како некоја академија акредитирана од самите SHRM. За предавачите, тука ставив еден слайд, ми беше интересно за да објаснам кога барате предавачи или кога гледате предавачи, реков дека првото нешто што треба да го направите е да ги анализирате нивните резултати. Меѓутоа, другото нешто е што кажуваат луѓето за нив. Така, а не се само тестимонијалите од студентите, туку се дали овие луѓе имаат почит, дали мене ме почитуваат видни луѓе во светот, на некој начин тоа е мојата валидација. 2019 година Creative Hub беше избран од Forbes како Forbes под 30, 2020 година и на Светски економски форум, 2021 година победивме на еден World Business Angels Investment Forum во Мајами, јас се преселив тука. Меѓутоа, кога дојдов во Америка, аплициравме за еден тип на виза, кој што е посебен тип, кој што се дава на луѓе со извонредна способност или вредност. И јас ја добив таа виза бидејќи имав валидација или имав препораки од луѓе како што се главниот уредник на магазинот Forbes, еден од 150 највлијателни луѓе во Америка, можете и да го прегледате, односно да го побарате на Google, Рандал Лейн. И сега што е интересно, на листата на Forbes беше Creative Hub, беа и други компании од Македонија. Меѓутоа Рандал дојде само на покана на Creative Hub во Македонија. Замислете таква мокна личност што нема потреба да дојде, така дојде во Македонија на наша покана, остана 4 дена и во Охрид и во Скопје. И таква личност која вас ви дава валидација, вика јас верувам дека ти вредиш, те гледам и ти верувам и се залагам за тебе. Нема што повеќе човек да се докаже или да на некој начин да зборува за себе. Другите луѓе окажуваат тоа. 2019 година исто бев во Њујорк на еден самит за жени, исто така организиран во Forbes. Ја запознав Раки Борија, она е co-chair of Women in Microsoft и Women in IBM. Исто така, после тоа ни беше гостин на една конференција, таа година организиравме HR, беше COVID-от, организиравме HR виртуелен самит, организиравме жени во маркетинг настан, и ни беше гостин и мене ми беше многу драго за тоа што овие луѓе едноставно гледаат вредност и за тоа што викаат сакам да бидам гостин, те почитувам и ќе бидам дел од тоа. Доктор Анино исто така, она е моментално во, ако го знаете брендот Cartier, Cartier има Cartier Women Initiative, она е еден од луѓето кои што се дел од таа или амбасадор на Cartier Women Initiative. Ја запознав за време на Светски економски форум, бевме заедно на еден панел. И кога сите овие луѓе ќе се залажат за тебе и ќе кажат ти стварно си тоа што кажуваш дека си, нема поголема валидација. И сега одиме на делот кога ќе бирате предавачи и академија, изберете резултати, изберете респект од другите луѓе, изберете
тестимонијали или искуства на студентите. Кога зборуваме за искуства на студентите, има две работи кои што сакам да ги кажам. Дали сме му помогнале на апсолутен почетник да промени кариера во човечки ресурси. Марија е млада девојка која запиша на академија, имаше 18 години. Пред да се запише на академија, работеше како може да видите, cashier, sales associate во City Mall. Од кога се запиша на академија, после тоа започна во А1, односно ја зема Стефан предавачот, мојот колега, зема во А1 како практикант и сега работи како Human Resources Assistant во Max System. Дали оваа личност ја променила кариерата по академија, дали академијата ја го сменила животот? Па нормално дека да, бидејќи ако нека работела уште во Том Тейлор како продажен асистент. Апсолутно нема ништо лошо да се работи во Том Тейлор како продажен асистент, меѓутоа незината желба не било тоа. Незината желба била да работи во човечки ресурси. Така што апсолутен почетник, млада девојка, без никакво претходно знаење или искуство, променила кариера во човечки ресурси. Дали сме помогнале на апсолутен почетник да изгради кариера во човечки ресурси? И Марија и Јана, и двете беа, ако не се лажам, или на само академија или на его сертифицирана. Сакам да кажам, не се ова студенти кои што биле на забрзана програма, значи студенти од другите програми успеале да ја постигнат целта. Значи, пред да се запишам на академијата, за да се квалификувам, работев како училишен психолог. Сметав дека академијата ќе ми даде знаење за да можам да започнам со оваа професија. Моментално работи како talent acquisition specialist. Значи имате два примери, еден како HR, еден како talent acquisition. Може да видиме како психолог, после тоа во текот на академијата започнува како HR администратор и сега работи во Accepta Masters како talent acquisition specialist. Што се случува со студентите на Академија плюс работа? Елена не беше првиот студент на Академија плюс работа, која што немаше претходно никакво искуство. Може да види дека првото искуство и е практикант, значи това во Creative Hub, како после академијата беше малку период на стажирање како HR, за да ги научи процесите, бидејќи беше премногу млада. После тоа започна во текот на самата академија, она се запиша на академија во октомври месец. Во декември веќе започна како практикант во А1. За после тоа да оди како рекрутмент консултант во Frontwise Group, каде што работеше за Accenture. Исто така преку Frontwise Group и уште таму, моментално работи, ако не се лажам, како hiring sub consultant in NL, исто така за Frontwise Group, може да видите и свој SERM сертификатот, бидејќи на некој начин ја валидира и ја прави малце по, да речем, на подруго ниво, за разлика од другите. Ова е човек без никакво претходно животно искуство. Значи, станува збор за некој без никакво претходно животно искуство. Сега на самата академија има и дел, значи пред да одиме со програмата за вработување, кога некој се запишува на академија, односно академијата започнува со едно предавање за личен брендинг. И многу луѓе ме прашуваат што е тоа предавање за личен брендинг, бидејќи ние сакаме буквално нашите студенти да им го креираме најубавото искуство, најискрена ќе бидам. Значи, се она што му е потребно на некој само за да биде 100% успешен. Значи, почнувате со обука за личен бренд, која што има дел за оптимизација на LinkedIn профилите. После тоа одите низ академијата, која ќе завршите, имате обука за вработување, имате обука и за фриланс. И почнувате со работа. Значи, ние навистина сакаме да креираме едно лично искуство. Ова е студент од Косово, бидејќи исто така на HR академија, меѓутоа исти се програмите, апсолутно, само што е на албански јазик, а тука нели во Македонија на македонски, во Америка ќе биде на англиски. Јахона, и ова е незиниот блог, каде што всушност сите овие работи кои што ги пишува тука ги научи на програмата за оптимизација на LinkedIn профилот, односно делот за личен брендинг или првата обука на академијата, каде што научи како да пишува и да артикулира на теми од областа на човечки ресурси, што многу и помогна кога аплицираше за работа, бидејќи сите го отвараа профилот, особено кога аплицира, го отвараа профилот и ги читаа овие articles и се случи на неколку интервјуа да ја кажат, ти го прочитав текстот за перформанс апрейзал,
Супер ти беше или ти го прочитав текстот за employer branding, многу ми се допадна и според мене многу успешен пример и затоа и го кажувам. Така што најпрво на академијата ќе почнете со една обука за да научите како да го изградите вашиот личен бренд, бидејќи личниот бренд е многу значен. Ние сите, ако земеме, го поминуваме времето на да креираме контент на Facebook и на Instagram, а немаме ништо од тоа. Освен ако не сте инфлуенсери, не знам дали имаме тука денеска инфлуенсери, меѓутоа реално ние не заработуваме од тој контент, само го правиме за да ги забавуваме другите луѓе, нели? Ама ако нашите LinkedIn профили се оптимизирани, ако нашите LinkedIn профили се средени, ако научиме како да го изградиме нашиот личен бренд на LinkedIn, тогаш ние имаме шанси некој да не отвори, да не види, да ни понуди работа, да ни понуди соработка, да ни понуди да работиме за него или да изработиме некој проект за него. Така што, затоа Академијата и почнува со оптимизација на LinkedIn профил, затоа што е многу значено. Тоа ви ги отвара, тоа единствено место од LinkedIn можете да заработите нешто. А од сите други, се што правиме за тоа што на некој начин за ентертейнмент, да не речам на другите луѓе, меѓутоа реално не заработуваме ништо од тоа. Како се одвива забрзаната програма, бидејќи сум ментор и сакав практично ви покажам како се одвива забрзаната програма и како се одвиваат предавањата на класичната програма. Генерално сите мои предавања се одвиваат на принцип 20-70-10. И сакам да го објаснам тој принцип. 20% се почнува со вовед од предавачот за материјата што се работи. Најпрво морам јас да ве научам, па после тоа од вас да побарам да сработите домашно. 70% е вашиот практичен инпут на задача. Јас сега практично ќе ви покажам како изгледа тоа. И 10% е фидбек од моја страна на вашата сработена задача. Значи 20, 70, 10. Не одиме на 100%, јас зборувам, вие слушате, или јас зборувам, па кој слуснал, туку одиме ваше активно учество. Мојот инпут не треба да биде поголем од 30%. Важно е вие практично да извежбате. Ако вие практично извежбате, вие нема да имате проблем после тоа да го спроведете тоа било каде. Значи, многу е значено вие да научите и затоа вие сте огромен дел од тој практичен инпут и од самите предавања. Еве еден пример. Ова е пример за баланс скоркард и вежба испратена до студент. Ова е студент на забрзаната програма, значи презентација, нормално ова е веќе одржано предавање и вежби кои што сме ги правеле на предавањето. Ова е задачата. Значи, сум испратила HR case study. Значи, во овој случај за баланс scorecard имаше case study од Verizon Communications, Implementing a Human Resources Balance Scorecard. Јас имам многу студии на случај во овие 6 години колку што постои HR Академија. Мислам, не знам колку пари имам потрошено на купување на студии на случај од HR за студентите на HR Академија. Бидејќи мислам дека Харвард е одличен ресурс за учење и за купување на студии на случај, да видиме како светските компании ги решаваат проблемите, како светските компании се носат со тоа и да научиме од нив. Значи, прво сме направиле презентација, сме направиле вежбена част, после тоа добивате студија на случај, треба да ја прочитате и треба да направите презентација. Ја правите презентацијата и добивате фидбек за тоа. Ова е презентација направена од Тина. Тина е студент на забрзаната програма и работи во Influencers Club. И затоа е направена за Influencers Club. Значи, ова се 4 метрики за баланс скоркарта направени за Influencers Club од Тина. Значи, сакав практично да ви покажам, бидејќи можеби некој кога го види ова се исплаши, вика, леле, што е ова, што ќе учам јас туку Creative Hub, овие се ненормални, ова е кој знае какво високо ниво. Меѓутоа, да, нивото е високо, бидејќи не сакам да ве учам обични локални работи, сакам да ве учам светски HR. Значи, сакам да научите како светот работи, светски HR. Не може шрм мене да ме акредитира ако јас ве учам само локално. Јас треба да одговорам на светска програма, за да може вие да добиете исти сертификат кој што ќе има иста вредност со некој од Америка или со некој од било каде од светот, Западна Европа или земји кои што се многу, каде што HR-от е многу развиен. Вие мора да го учите на исто ниво. Меѓутоа, тоа е се толку добро упростено и објаснато за на крајот самите студенти кои што
значи без никакво претходно знаење или искуство, да можат да го направат цело она што е потребно од нив. Значи ова е домашната изработена од Тина, која што нормално претходно во животот не слушнала за HR Scorecard. Со Тина може да закажете состанок и на нашиот вебсайт, значи ние имаме еве тука и Марија и Моника, можете да закажете состанок за нивното искуство, бидејќи јас толку верувам во задоволството на нашите студенти да ги ставам на страната и наместо да закажете состанок со мене, закажете со нив. Прашете некој што самиот потрошил пари, бидејќи овие луѓе потрошиле нивни пари, а не сум им дала мои пари за да се запишат на академија. Значи потрошиле нивни пари за да се запишат на академија, закажете состанок со нив и прашајте за искуството, прашајте за што ве интересира. Какво им било искуството, каде се сега, што прават, како изгледа сето тоа. И се надам дека ќе ви одговорат на прашањата. Како се одвиваат предавањата на регуларната програма? Значи тоа што ви го покажав, HR Balance Scorecard беше пример за она што се изучува на Fast Track програмата, бидејќи тоа е таму предмет. Сега ќе ви објаснам како е на регуларната програма. Ова е еден дел од перформанс менеджмент, значи повторно одиме со мојата презентација и ова е еден пример кој што сум го дала за како треба да изгледа еден опис на работно место. Значи 20% презентација во опис на работно место. Се ова го добивате нормално вие и се презентира на часот. После тоа имате задача, односно две. Изработете опис на работно место за вашата позиција и напишете 3 до 5 KPI за работната позиција. И еве ги може да видите due dates кога сум ги ставила. Еве го сега една домашна и може да го видите фидбекот. Значи, еве еден тип на 3 KPIs кои што направила една студентка и еве како јас сум ги коригирала за да бидат точни. Не значи дека на сите студенти им се грешни, на некои студенти им се точни, некои студенти им е потребна корекција. Дури не викаме ни грешни, зошто? Па ние сме HR-и, ние не смееме, ние мора да пазиме на нашиот вокабулар. Така, за никој да не се почувствува навреден или демотивиран. Значи, коригиран. Значи сме коригирале, се може да се коригира. Еве ги точно, нели, како сме ги коригирале овие KPIs. Одиме понатаму, еве уште еден пример. После тоа одиме со KPI. Значи сум дала како изгледа табелата или како изгледа еден файл за KPI кој што треба да се, односно да извинете, за KPI и QRA кој што треба да се пополни. И сум им дала пример или сум објаснила на час, нормално како сето тоа изгледа пополнато, за да имаат нели идеја самите да го направат. После тоа била нивната задача. Еве може да видите на студентка Емилија од претходната група како го има пополнето ова според за незиното актуелно работно место. И одиме со последниот дел кој што е фидбекот. Значи како се пополнати и фидбекот кој што е даден, односно како треба да се променат или како треба да се коригира некои од деловите за да може нели подобро да изгледа целиот овој KR или KPI. Секако има уште неколку делови на самиот перформанс менеджмент процес, кој што е перформанс appraisal, давање на фидбек и сето тоа, кој што тука не ги ставив, меѓутоа чисто сакав да ви покажам како практично се одвиваат предавањата и како доколку изберате да бидете студенти и го следите од мене овој предмет, како би учеле. И сега тука сакам да оставам простор за прашања, доколку некој има прашања или нешто што нели сака да постави, така слободно можете или unmute или можете да напишете во чат, тука сум за да ви ги одговорам прашањата. Дали има можност за стипендии? Ирена, ние имаме во моментов активна промотивна понуда на Академијата за човечки ресурси на ЕУ програмата која што трае до утре всушност, значи трае до утре, беше активна целиот месец, така што до утре трае самата промотивна понуда. Од јуни месец имавме early bird понуди на сите 3 програми, меѓутоа сега мислам дека е останата само на програмата на ЕУ сертифицирана академија, 200 евра мислам дека е пониска цената, така што тоа би било одговорот на прашањето.
Кога започнува HR академијата со европски сертификат? Да бидам искрена, веќе имаме доволен број на студенти за група, така што најверојатно околу 15 септември би започнала и првата група. Јас ќе бидам во Македонија, всушност јас се доаѓам во Македонија, така што целта ми е и да организираме една дружба за почеток на академијата, и можеби некои од предавањата и во живо да ги направиме на перформанс менеджмент, баш ќе ми биде драго да направиме неколку вежби кај нас по Creative Hub. Јас сум студент веќе на факултет, дали можам да изучувам академијата паралелно? Апсолутно дека да. Дури денес, како кажував тоа, имав претходно еден состанок со студент, кажав еден пример за една девојка од Куманово која што паралелно со средно школа доаѓаше секој 2 пати неделно до Скопје за академија. И мене тоа ми беше фасцинантно, тогаш ти беа предавањата, не беа онлайн, ова е 2018 година. И сега што се случи со таа девојка? Додека беше средно доаѓаше на академија за графички дизајн, значи не е HR, за графички дизајн, и после тоа реши да се запише на Miami Ed School, една од најпрестижните школи за дизајн во светот, каде што примаат само 10 студенти. И сега за да се запишеш таму треба да се запишеш со портфолио, значи ти веќе треба да знаеш и Photoshop, Illustrator, InDesign, треба се да знаеш за да можеш веќе, нели, да работиш постери, дизајни и сето тоа. Бидејќи Тамара цела година учеше, она веќе го имаше тоа знаење, аплицираше, ние ја поврзавме преку Creative Hub со портфолиото и беше една од 10 студенти кои што продолжија во Германија. Преку Германија доби најпрво ја пратија на пракса во Италија во Публицис, во Милано, ја пратија неколку месеци во Мајами, така што замислете за тоа што некој, додека бил средно, си одвоил 2 пати неделно по 2 часа да изучува академија, тие 2 часа сега кога ќе му поминале, можел да пие кафе со другарки, можел така да гледа Netflix и ништо да не направи. Така што одговорот ми е апсолутно може да се изучува паралелно со факултет. HR академијата, за разлика од другите академии, не е, например, програмирање е малце по-комплексна, софтвер тестинг е по-комплексна, дигитален маркетинг е по-комплексна. Меѓутоа, HR, да бидам искрена, е многу најлесна можеби за совладување, бидејќи се работи за односите помеѓу луѓето. Вие се она што го учите, веќе сте го доживеале во вашиот живот. Меѓутоа, учите како можеби на поинаков начин да го направите. Така што дефинитивно е академија која што може да се изучува паралелно со факултет. Дали може да се прати видео за вечеражното предавање, бидејќи немав можност да го следам? Да, ќе испратиме видео во текот на денот, ќе испратам видео. Дали предавањата се во живо или онлайн? Предавањата се онлайн, бидејќи имаме студенти од секаде на светот, да бидам искрена, имаме се повеќе гледам студенти од Швајцарија, од Шведска кои што запишуваат на HR академија, поради признаената диплома и поради фактот што нормално е многу поевтино да запишеш академија во Македонија, него ли HR академија во Шведска или во Швајцарија. Предавањата затоа се онлайн, меѓутоа, како што кажав, бидејќи академијата започнува со мојот предмет, јас доаѓам во Македонија, би сакала да направиме една сабота или недела една дружба или еден семинар, така за почеток на академијата, нормално за да имате еден убаво почетно искуство. Дали домашните задачи треба да се на англиски јазик? Не, домашните задачи се на јазикот на кој што вие сакате да бидат. Академијата е на македонски јазик, значи не е на англиски јазик, меѓутоа некои луѓе кај нас во Македонија работат за странски компании и затоа ги работат и на англиски јазик. Бидејќи јас секогаш на мојот предмет викам, напишете опис на работно место за вашата позиција, напишете KPI за вашата позиција. И некои што работат за странски компании, полесно им е, бидејќи комуницираат цело време нели на англиски јазик, да го направат тоа на англиски. Меѓутоа, апсолутно не е потребно да бидат на англиски јазик, бидејќи предавањата се на македонски јазик. Јас истакам да ги држам на македонски јазик. Имаме Академија за жени лидери. Најпрво сакав да биде на англиски јазик. И сега го променив мислењето и реков ќе биде на македонски јазик. Ние сме сепак треба да си го негуваме јазикот, така што визитинг предавањата или предавањата од моите колеги странци се на англиски, тие се за жени лидери, не за HR академија, меѓутоа моите ќе бидат на македонски јазик, бидејќи едноставно мислам дека треба да си го, дека имаме прекрасен јазик и дека треба да си го негуваме.
За оваа академија не е потребно ниво на англиски јазик. Англиски ви е потребен доколку сакате да работите регрутација за странски клиенти. Така што, ако некој од вас тука го следеше предавањето и смета дека му се допаѓа EU сертифицирана програма и смета дека во иднина сака да работи како фриленс регрутер, дефинитивно треба да знае англиски. Меѓутоа, за да се следи академијата и предмет регрутација на македонски јазик. Значи, за да следи академијата не е потребно ниво на знаење воопшто на англиски јазик, бидејќи предавањата се на македонски јазик. Дали имаме некое друго прашање? Добро, доколку нема други прашања, тогаш би сакала да ви се заблагодарам на сите, да ви посакам убав остаток од вечерта, да ви се заблагодарам што бевте тука денеска со мене, што ме слушавте и да ви посакам успешна HR кариера. Се надевам дека ќе се гледаме на академија. Поздрав!